Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ ја поздравува препораката за започнување на преговори за полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија. Оваа препорака значи дека Европската Унија оценува дека Република Македонија ги исполнува демократските и институционалните услови за наше целосно интегрирање во Унијата. Македонија е држава која е спремна да започне преговори. Македонија ги исполнува стандардите, комисијата го констатира тоа и го препорачува. За среќа, не се остварија сценаријата за кои хаотичното раководство на СДСМ се надеваше и работеше. Не се оствари желбата Македонија да не ја добие препораката за почеток на преговорите. Очекувано е од ова хаотично раководство на СДСМ да сака соуцени спрема сопствената држава да дојде на власт, а при тоа да не мора за тоа да гласаат граѓаните. Сите кои работеа на можноста Македонија да не добие препорака, денес се разочарани и се обидуваат да го намалат значењето на оваа препорака. Но не можат да го тргнат срамот од себе, дека работеа спротивно на интересите на сите граѓани и на целата Република Македонија. СДСМ дури сака да го игнорира и фактот дека препораката постои. Европската Унија очигледно добро ги одмерила реалните состојби со капацитетот на нашата држава за почеток на преговори за полноправно членство. Начинот и методологијата, како е изработен и презентиран извештајот како документ, не е различен од претходните години. Така беше и минатата година, годините претходно, така и сега. Има елементи кои се пофалени и означени како навистина напредни, но има и теми за кои Европската комисија очекува поголем ангажман од страна на домашните институции, но и на сите политички субјекти и општествени чинители. Жалиме што токму политичкиот диалог помеѓу партиите и односите помеѓу нив е една од најкритикуваните теми. СДСМ со своите уцени и деструктивно однесување ги лаже сопствените членови и токму тоа е она на што СДСМ се осврнува и денес и во последните неколку месеци. Се надеваме дека СДСМ и нивното хаотично раководство ќе научат дека со напад спрема својата држава не можат да успеат во својата желба за враќање на власт. Оваа препорака е јасен показател дека стандардите во Македонија се на нивото потребно за почеток на преговори. Инаку ќе немаше препорака, ако е се црно како што СДСМ вели. Оваа препорака не е ниту условена, како што опозицијата со своите медиуми сакаше да конструира и да представи во обид да превенира да биде толкувана како шамар за хаотичното раководство на СДСМ. Ние со внимание ќе го проследиме извештајот на Европската комисија и како секогаш досега, тој документ ќе го користиме како една од најзначајните водилки за утврдување на приоритетите за работа на сите надлежни институции. За нас е посебно значајно тоа што Европската Унија нотира голем напредок во економијата и прогрес во правосудството и јавната администрација, како и борбата против организираниот криминал. Пофалбите за економскиот дел е многу значајна за нас, да продолжиме со политиките кои помагаат директно на сите граѓани. Политичките критериуми во континуитет се ефикасно исполнувани, го констатира тоа извештајот. На крај, изразуваме надеж дека Унијата ќе успее да најде начин, со силна поддршка од наша страна, да се стави крај на ќорсокакот, наметнат од една од членките на Унијата, како што и самите велат. ВМРО-ДПМНЕ смета дека е потребен континуитет на високиот диалог помеѓу Република Македонија и Европската Унија.
потребен е повисок фокус на Европската комисија кон Македонија, бидејќи членството на нашата држава во Унијата е наша стратешка определба. Ви благодарам. Дали има прашања? Во тој контекст, дали и како ја коментирате изјавата на Радмила Шекеринска? Ете, не успеав да ја видам во целост изјавата на Радмила Шекеринска, но оној дел кој што успеав да го погледнам ме збуни, заради тоа што всушност нејзиниот коментар за овогодинешниот извештај не можеме да процениме дали е од оваа година, дали е од минатата година или 2 години претходно. Всушност, нивните коментари и анализи по извештаите на Европската Унија секоја година се исти. Тие се обидуваат да представат дека во Македонија е се црно и да успеат да покажат дека нема препорака, а всушност има препорака. Нејзиното значење е дека Македонија ги исполнува стандардите за почеток на преговорите.